Добар ден. Во пресред на 8 март, Меѓународниот ден на жената, Собранискиот канал подготви серија на интервјуа со жени пратенички. Денеска гостин во оваа емисија ќе ни бидат двете председателки, едната на клубот на пратенички, Лолита Ристова, и втората жена, наша гостинка, е професорката Гордана Силјановска, председателка на Комисијата за еднакви права меѓу мажите и жените. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Неизбежно е веднаш да почнеме да ни објасните, да ги запознаете нашите гледачи со сите оние почетоци и настани што се случува во далечните години. Пред 21 година ми се чини, како почна идејата да се формира клуб на пратенички? Ви благодарам за прашањето. Значи, јас сум релативно нова пратеничка во прв мандат и она што можам да го кажам во делот на постоењето на клубот на пратенички во изминатиот период е дека тој постои од 2003 година. Основањето е направено на 7 март 2003 година на иницијатива на Македонското женско лоби, а со поддршка на Gender Task Force, односно Пактот за стабилност на Југоисточна Европа. И ова е идеја која што трае веќе 21 година во рамките на собранието. И морам да бидам искрена дека посебно задоволство ни представуваше што минатата година ние имавме можност токму за постоењето на клубот да направиме одбележување на еден важен јубилеј, а тоа е 20 години од постоењето на истиот. Зошто е постоењето на клубот на пратенички, односно што значи клубот на пратенички, зошто е формиран? Клубот на пратенички е едно неформално, можам со право да кажам, уникатно тело во рамките на собранието, кое што има основна функција и цел да ги обединува пратеничките од сите политички партии, без оглед на тоа од која политичка партија доаѓаат, од кој етникум. Тоа е всушност основната цел, премостување, односно мост и разбирање, создавање на подобра основа за разбирање помеѓу жените од сите политички партии во правец на унапредување на прашањата кои што значат подобрување на родовата еднаквост во општеството. Клубот на пратенички, значи за 8 март ќе организира и некои настани овде во собранието. За сите тие настани ќе поразговараме подосна. Професорка Силјановска, како председателка на Комисијата за еднакви права меѓу мажите и жените. За унапредување, така, да. Меѓу мажите и жените би ве прашала исто. Можете ли накратко да не запознаете со почетоците? Можам. Јас сум првата председателка на Македонското женско лоби. Значи, една од иницијаторките за формирање на клубот на пратеничките во собранието. Сликите ме подсетуваат на тоа време и некако не знам како, бидејќи Комисијата за унапредување на еднаквоста е формирана во 2006 година, еве се вратив на местото на настанот. Првата председателка на Комисијата за еднаквост на жените и мажите е исто така една од основачките на Македонското женско лоби, господја Лилјана Поповска, и мислам дека 8 години од 2006 година навамо беше председателка на ова тело. Значи, клубот на жените пратенички е предвесник на формирањето на комисијата. Комисијата по деловникот би требало да биде еднаква со останатите комисии во поглед на надлежноста, но за жал не е така. Значи, наша заложба беше во нашиот мандат да се издигнеме над партиските интереси, да ги интегрираме интересите и да се заложиме за промена на статусот на оваа комисија, која би требало да добие далеку поголема надлежност од онаа што ја има. А зошто е тоа така? Па веројатно кога се пишувал деловникот и кога се менувал деловникот, повторно или жените биле разединети пратенички, или пак мажите заради доминантните позиции имале поголемо влијание. Зошто е тоа така? Еден ден кога ќе имаме жена председателка на собранието, кога ќе имаме жена премиерка, жена председателка на државата, мислам дека сликата ќе биде поинаква.
зашто сите ќе се идентификуваат со еднаквоста во статусот, тогаш ќе имаме ние похумано општество. Така, би ве прашала истото прашање, но сега Ристова, која е целта на клубот на пратенички неговото постоење? Уште во претходното прашање се кажав дека основната цел на постоењето на клубот на пратенички е поврзување на жените од сите политички партии со цел унапредување на прашања, промовирање на прашања кои што значат унапредување на родовата еднаквост во општеството. И тоа преку разни активности, но и преку законски решенија може најдобро да го покажеме. Всушност, преку иницијативите кои што произлегуваат многу често во заедничка работа со клубот на пратенички и Комисијата за еднакви можности, ние успеавме да донесеме неколку законски решенија во овој мандат, зборувам за овој мандат, кои што значат чекор повеќе во делот на унапредувањето на родовата еднаквост. Кои се тие законски решенија? Па еве би издвоила неколку позначајни законски решенија. Тука ни е законот за буџети, каде што тоа е нов закон за буџети во кој што дадовме акцент на родово одговорното буџетирање. Тука ни е законот за измена и дополнување на законот за данок на додадена вредност, каде што успеавме, благодарение на интервенциите кои што ги направивме како жени пратенички, но уште повеќе го слушнавме и гласот на невладиниот сектор, кој што подолго време работеше на оваа идеја за намалување на процентот од 18 на 5% ДДВ на производите за менструална хигиена. Тоа е остварување кое што го направивме, значи во овој мандат, и сега имаме значи производи за менструална хигиена со понизок данок на додадена вредност. Ова беше важно заради тоа што сметаме дека со ова решение правиме чекор повише во делот на намалување на менструалната сиромаштија за девојчињата и жените кои што се во репродуктивна фаза. И сметам дека овде не смееме да застанеме, туку напротив треба да одиме дури кон 0% во делот на данокот на производите за менструална хигиена, и ова нека биде една поидовна точка да наредните пратеници работат кон уште поуспешно остварување на ова решение. Друго нешто на кое што работевме како клуб на пратенички со Комисијата за еднакви можности, можам да го издвојам Законот за спречување и заштита на семено насилство и насилство врз жените, Законот за спречување и заштита од дискриминација. Ја донесовме заедно стратегијата за националната стратегија за родова еднаквост за периодот 2022-2027 година. И уште неколку законски решенија кои што можеме да ги кажеме дека се наши достигнувања во рамките на овој период од кога сме ние пратенички во законодавниот дом. Би го поставила истото прашање. Нема да ги повторувам законите, Лолита исцрпно ги наброи. Што Само постигна би како сакала комисијата? да го потенцирам следново. Речи си, измените на кривичниот законник во согласно со Истанбулската конвенција, на чие спроведување се повикува и Европската Унија и Советот на Европа, еве да го додадам. Што сакам јас да потенцирам? Што е поинакво од другите комици? Инклузивниот модел. Не се случило ние да расправаме за овие закони само како Комисија за унапредување на еднаквоста или само како клуб на жени пратенички. Секогаш заедно. И ние сме единственото дуо кое и во времето на ковид пандемијата преферираше да ги покани представничките на невладиниот сектор, експертките, представничките на меѓународните организации овде, значи дискутиравме, дебатиравме и низ машко-женски диалог, а не само врз основа на диалогот меѓу власта и опозицијата, и тоа е за одбележување. Сакам да додавам уште нешто што е многу битно, што ќе го оставиме во наследство. Неодамна ние имавме и исто така една извонредна онлайн дебата со Европското женско лоби. Новата председателка на Европското женско лоби
вети поддршка не само на унапредување на еднаквоста, туку и на евроинтеграцијските процеси на Македонија, што е за одбележување. Што останува? Мојата болка, измената на деловникот, бидејќи ако зборуваме за комисија за унапредување на еднаквоста, ние не зборуваме само за комисија за жените, туку имаме потреба и од мажите. Нив ги нема во оваа комисија, а мора да ги има, бидејќи ние бараме да се феминизира политиката, ама и да се еманципираат мажите. Тоа е првото, и второто, во ова собрание, навистина, во процесот на работата, во процесот на донесувањето на законите, во формирањето на делегациите и сите работни тела, треба да се води сметка за рамномерна застапеност. Тоа не е себично барање, туку е логично. Зошто? За да се искористи знаењето, силата, енергијата, креацијата на жените пратенички. Бидејќи, да, убаво е да кажеме дека имаме 52 сега се, Лолита, 51 пратеничка, односно тоа е речиси 42 и повеќе. Со 5, замислете, од дното, ние сме сега меѓу 10 држави каде што има рамноправна застапеност. Знаете дека не застануваат тука нашите барања, ние мислиме дека треба да го следиме ритамот на природата и она идеално решение за 50-50 еден ден да биде реалност. Сега намерно би го поставила ова прашање. Вие сте од две различни партии, СДСМ и ВМРО-ТПМН, но многу често кога присуствувам на вашите комисии, знаете да кажете дека само обединети жените можат да постигнат. Как успевавте во овој период? А мене ме прашувате, јас не сум иначе. Јас не сум член на ВМРО партијата, меѓутоа сум член на пратеничката група, многу лесно. Ако комисијата е комисија за еднаквост на жените и мажите, јасно е дека ние сме способни да се абстрахираме од политичките и партиските интереси и да се посветиме на суштината на рамноправноста, бидејќи женските права се човекови права, бидејќи рамноправноста е гаранција за просперитет, бидејќи политиката е именка од женски род, што значи не може да бидеме исклучени ние, бидејќи ние сме жените зоон политикон, односно политичко суштество, мислевме дека ова ни е шансата да се сретнеме во ставовите, да излеземе од партиските и политичките ровови и се разбира да придонесеме не само за нас овде, туку за општествениот прогрес. Така, Ристова, тешко ли беше во нашиот македонски парламент да се најде единство меѓу жените од сите политички партии без разлика на нивната национална припадност, еве како што често знаете да кажете и раса и род, така натаму. Тешко ли беше да се најде единствен јазик за некои одредени прашања кои се битни за женските права? Јас мислам дека во овој дел можам да кажам слободно дека немаше проблем помеѓу нас жените и дека ние жените сме секогаш отворени за соработка тогаш кога се допираат прашањата кои што ги тангираат жените во општеството и тука постои од наша страна консензус. Морам да истакнам еден друг момент, нешто кажа и професорката, тоа е дека секогаш кога сакате да отворите прашања од оваа природа, вие наидувате малку отпор во рамките на политичките ровови и партиите од каде што доаѓате и затоа мудроста и умешноста е понекогаш да се излезе од овие ровови и да се настапи консензуално во правец на изнаоѓање на соодветно решение. Тука е мудроста и умешноста на жените во парламентот, кои што ако сакат да постигнат одредена цел, тоа знаат да го промовираат, да го презентираат, да го застапат
и на крајот да постигнат одредено решение. Но сепак сметам дека клучот за било какво решение, кога е во прашање унапредување на одредени права кои што ги тангираат жените, мора да биде разговаран во рамките на политичките партии од каде што доаѓаме, заради тоа што нормално е дека за да помине одредено законско решение, на вас ви треба мнозинство од пратениците и од овие причини, значи, одредени прашања добро е пред да бидат отворени, било како да бидат разгледани во рамките на политичките партии. Тоа се однесувало и во делот на унапредување на квотите, и во делот на други прашања, кога било потребна зголемувањето, односно бројноста на жените, поголема видливост во рамките и на партиите, но и во рамките на парламентите и советите. Малку веќе ја начнавме темата околу квотите на жените во парламентот. Сега е 40%. Ќе стигнеме ли наскоро 50-50? 50 жени, 50 мажи. Истото прашање и на двете го поставила. Како сакате. Значи, тоа беше едно од нашите заклучоци на минатогодишната прва пленарна седница за унапредување на родовите прашања. И тоа е наше заедничко достигнување за кое што еве сакам да го истакнам во оваа пригода. И да кажам дека токму еден од овие заклучоци беше и 50-50 жени застапеност на листите за парламентарните и за советници. Сега знаете дека процентот е 40% застапеност од помалку застапениот нели пол. Меѓутоа, од она што можев да го видам, сега изборниот законник во процедура и измена во членот 64, јас не видов до овој момент, останува исто. Меѓутоа, тоа не значи дека ние жените пратени немаме можност и право со амандманска интервенција да поднесеме барање и тоа да го бараме. Волјата политичка ќе покаже дали на вистина е вистинското време, ние сметаме дека е. Со самото тоа што сме застанале за заклучоците минатата година 50-50 застапеност на жените, го бараме тоа. Исто така тоа е иницијатива која што доаѓа и од Националниот совет за родова еднаквост. Тоа беше поднесено во декември, чинам 2022 година, е барање, ние сме разговарале. Исто така имавме состанок и работилница во Стругане одамна, каде што задолживме дел од пратеничките од клубот на пратенички да преговараат со групата која што работи на изборниот законник, но еве до овој момент јас таа измена, барем од тоа што сум го видела како предлог сега законско решение, не го видов. Тоа што можам да го забележав е дека исто така, еден од заклучоците за 30% жени на листите за градоначалнички е веќе вградено во членот 19 од новиот, значи, изборен законник, кој што треба да биде, се надевам, усвоен скоро во собранието, и тоа е нешто што е постигнато. Но за 50-50, еве ја кажувам, отворена е можноста, доколку сме согласни, доколку има волја, да тоа го направиме и да го поднесеме како амандманска интервенција во рамките на изборниот закон. Како ќе успееме? Како ќе успееме, значи, очигледен е консензусот кој што постои меѓу сите пратенички во собранието, без оглед на партиската припадност, за 50%, и јас очекував на 8 март годинава да кажеме дека еве тоа што го зацртавме како цел минатата година на првата седница посветена на рамноправноста на жените и мажите, веќе е остварено, одиме напред. Јас, да бидам искрена, не знам. Знам дека е пристигнат законот, не сум го видела во процедура, но фрлив поглед на решенијата, што значи, по мене, резултатот или одлуката сега е во рацете на пратениците, односно на мажите. Очекувам разбирање од нив. Има тука еден проблем. Ние и покрај предупредувањата на Венецијанската комисија, која ќе се вклучи во оценувањето на нашиот напредок на патот кон ЕУ, нели, ветивме дека
треба навистина да не ги менуваме, да не го менуваме изборниот законник во последните 6 месеци, но не само што мора да го менуваме во последните 6 месеци, туку се чини дека во последниот месец може да го менуваме, ако е за прашање што е усогласено меѓу нас, јас немам ништо против, не само меѓу нас, и со невладиниот сектор е усогласено. Ќе видиме како ќе биде, инаку нема проблем да има амандман од комисијата, заеднички амандмани. Јас се надевам дека што се однесува до нас жените пратенички, тука нема проблем, сега се на потек мажите пратеници. Ристова, на 8 марта се подготвува собраниска седница, втора поред, тоа е во организација на... Да, исто така во организација на клубот на пратенички, комисијата за еднакви можности, значи тоа не е заедничка активност. Не. И се надеваме дека ќе си ја реализираме и овој пат седницата во најдобро светло и тоа ќе биде на некој начин со гледувања, да, тоа секако да, тоа ние го ветивме уште од минатата година, така и продолжуваме. Оваа година како работен материјал кој што ќе биде доставен до пратениците во собранието ќе биде клубот на пратенички за периодот 2020-2024 година. Тука ќе дадеме значи едно видување за се она што сме постигнале во овој период. Пратеничките ќе си земат свое учество, ќе бидат поканети представниците од невладиниот сектор, поранешните пратенички, ќе учествуваат медиумите, сите оние кои што сметаме дека се релевантни чинители во делот на уште поголема видливост и така да кажам, согледување на работата на клубот на пратеничките во рамките на собранието. Тоа е потребно. Впрочем, и ваквите емисии кои што ги правиме во пресред на 8 март имаат една основна цел, а тоа е да ја зголемиме медиумската видливост на жените, политичарки, затоа што сметаме дека тоа представува една важна работа во правец на тоа да охрабриме и останати жени кои што се надвор од собранието, да покажеме дека имаме квалитетни жени, а не само жени во број, жени кои што се професионални, кои што се отчетни, искрени, интуитивни, емпатични во рамките на работењето. Секогаш жените, кога се зафаќаат за одредена работа, тоа не е само збор, тоа значи и дело, а тоа значи и сообразување на делото со она што значи и потреба и приоритет и на заедницата, вклучително и на жените и на мажите во заедницата. Професор Кесиљановска, за крај, порака до жените? Па порака до жените е дека демократијата се учи со вежбање, дека местото на жените е и во политиката, дека политиката со тоа ќе добие на квалитет, дека оваа годишна седница посветена на рамноправноста треба да инспирира многу жени да се зафатат со политика, дека има просветителска мисија во однос на мажите исто така и дека само тогаш низ еден диалог, само тогаш низ институционален диалог може навистина не само да ја афирмираме рамноправноста, туку и да покажеме дека одлуките, ако сакате, јавната политика ќе добие на квалитет доколку ангажираме што е можно повеќе луѓе без оглед и на полот, и на родот, и без оглед на било каква припадност. Бидејќи политиката не смее да биде машка активност, не смее да биде машка зона, не смее да биде само машка професија, бидејќи тогаш ќе изгуби на квалитетот. Ако е политиката республика, односно јавна работа, тогаш за неја треба да има место за сите кои знаат, умеат и сакаат да креираат решенија со кои ќе се задоволат потребите и интересите на сите луѓе. Вашата порака до жените? Да ги има што повеќе во политиката, да бидат храбри,
да ги носат вистинските одлуки и секогаш да се водат со рационалноста и интуицијата која што ја поседуваат пред се како жени, а потоа и како професионалци во работата која што ја работат. Ви благодарам на разговорот, ви благодарам ви благодарам. и вам. Ова беше разговорот со моите прекрасни гостинки, професорката Гордана Силјановска и пратеничката Лолита Ристова. Едната председателка на клубот на пратенички, а другата е председателка на комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Го погодивме.